Ера на утринската програма Добро утро секое утро. Вечерва се наоѓа во Музеот на македонската борба за самостојност, каде што денес на 1 декември во 19 часот се отвора изложбата Рацете на традицијата, чиј што автор е Елизабета Марковска. Елизабета, добро вечер, честитки за изложбата. Ви благодарам што еве вака само неколку минути пред отворањето на изложбата разговараме за она што ќе се случува 10 или 15 дена овде во Музеот на македонската борба за самостојност. Рацете на традицијата. Има убаво име. За каква изложба станува збор и која е темата на изложбата? Добро вечер и од мене. Ви благодарам што и денеска вие сте присутни на отварањето на изложбата Рацете на традицијата. Тема на оваа изложба е традиционалното занаетчиство во Македонија, а идејата за оваа изложба дојде од непосредна комуникација со колекционерот и собственик на најмалиот етнолошки музеј во светот од селот Жепчиште Тетовско, господинот Симеон Златев. Што е представено на изложбата? Колку предмети има и до кога ќе биде отворена? Изложбата Рацете на традицијата е отворена во период од 1 до 15 декември во холот на Националната установа Музеј на македонска борба Скопје, а тема на оваа изложба се традиционални земјоделски алатки и производи собирани од неуморниот господин Симеон Златев. Тоа е личен негов фонд кој благодарение на него и на неговата соработка денес доби друга димензија, односно е отворен за пошироката публика во нашата држава. Овие предмети се од 19-тиот и 20-тиот век. Колекционерот подоцна ќе ни каже како се набавувани. Кажете ми колку предмети има овде во музеот? Вака, во 8, односно во 10 изложбени витрини поставени се 80 предмети од неколку традиционални занаети кои обстојували или се уште обстојуваат на нашите простори. Би ги спомнала латките од кројачкиот занает, фотографски, берберски. Меѓутоа, најголемо внимание и најголем впечаток ни будат предметите од кујунџискиот занает, односно таа традиционалниот женски македонски накид од минатиот век. Кој ќе отвори изложбата? Изложбата ќе отвори веде директорката на нашата институција, госпоѓа Анча Илиевска. Исто така вечерва ќе се обрати колекционерот, господин Симеон Златев, како и јас, авторот на изложбата. Исто така сакам да напоменам дека во склоп на оваа изложба, кај што ги прикажуваме традиционалните занаетчиски предмети и производи, за прв пат ексклузивно објавуваме теренски документарни фотографии кои јас ги имам направено во мое научно истражување 2005 година, каде што се документирани дел од занаетите кои, на жалост, сега веќе не обстојуваат во Тетовскиот регион. Значи, ова е една ретка можност, бидејќи овие предмети се од пред 2 века, скоро, и една ретка можност да дојдат љубителите на уметноста и да ја посетат оваа изложба која што трае цели 2 недели, значи до 15 декември. Така е. Изложбата ќе биде поставена во холот на музеот до 15 декември и посетителите имаат ретка можност да видат неколку ексклузивни предмети кои што до сега воопшто не били изложувани никаде. Во разговорот ќе го вклучиме и господинот Симеон Златев, кој што е колекционер на овие вредни предмети кои што се поставени во оваа изложба, насловена како Рацете на традицијата. Господинот Златев во својата колекција има над 2000 предмети кои што се наоѓаат во неговиот мини музеј во село Жепчиште Тетовско. Господине, добро вечер. Ви благодарам за овој куст разговор за утринската програма на Алфа телевизија Добро утро секој утро. Честитки за оваа изложба Рацете на традицијата. Овдека се поставени само еден мал дел, како што ми кажавте, само 5% од она што вие го поседувате во вашиот мини музеј. Што можат посетителите да видат на оваа изложба? Пред добро вечер и поздравувам гледачите на телевизија Алфа. Можам да кажам, ова е тематска изложба, тоа се занаети кои што изумираат.
тука се кројачкиот, берберскиот, самарскиот, накитот и така, значи, сите занаети кои што ги имам ја и дипломите ги поддржуваат самите предмети. Дипломите се стари, ќе видите многу атрактивни, кои се некои стари и до 100 години. Овие предмети овде се од 19-тиот и 20-тиот век. Што може овде да се види? Ова се и од кои делови од Македонија се? По цела Македонија занаетите секаде ги има, само што изумираат. Најповеќе ги имало во Скопската чаршија, цели чаршии се нарекувале према занаетот, например казанџиски занает, самарски занает. После во градовите Прилеп уште екзистираат, Велес и така натака, значи се уште се живи. А ја овие предмети што се во музеот, сакам на некој начин да ги оживеам, барем пред младите да знаат дека овие се корените на нашите прародители, кои што се бавеле и така ги изучиле своите деца, внуци преку нив. Како ги набавувате овие предмети? Од каде ги земате, дали ги купувате или едноставно стапувате во контакт со останатите колекционери? Како доаѓаат до вашиот мини музеј? Пред се ги купувам, има и специјални пазари, стари пазари и во Скопје, порано имало и во Тетово, и во Гостивар, и таму луѓето ги отстрануваат, бидејќи се селат од куќи стари што ги рушат во станови, а таму нема место да ги приберат тие алати или носи или делови на накити и ги продаваат, ги отуѓуваат, ја ги купувам. А имам и некои донатори, сакаат да останат на некој начин и да ги презентирам ја пред мојата публика која што доаѓа не само од Македонија, туку од целиот свет. Можам да кажам дека ова е 67-ма изложба моја. Јас сум имал изложби не само во Македонија, него и во Република Србија, како и у Турција. Значи, сум ја презентирал Македонија и надвор од границите на нашата Македонија. Каков е интересот за овие предмети, бидејќи еве имате повеќе изложби, колку им се интересни на посетителите во Македонија и надвор од границите на Македонија? Многу им се интересни и некогаш се жалат зашто ги отстраниле од своите стари куќи и вика многу жалиме, сме имале име така. Ако имав изложба во Анталија, во Турција, цела недела, со поише држави во Европа, тогаш овој музеј, односно предметите од нашиот музеј, најмалиот музеј, беа котирани на највисоко ниво. Се чудија, вика, дали се тоа ваши, и викам, ова е само дел, и тогаш има околу 5%. И рекоа, ќе ве повикаме и друг пат да гостувате. Значи, да представувате Македонија, бидејќи ја имав тогаш предмети од Отоманска империја, бакарни предмети, кои што навистина турците или нашите турци што отидоа во Турција имаат сеќавања и посебно ги сакаат самите предмети. Господине Златев, ви благодарам за овој разговор. Сакам да ве поздравам вас и вашата телевизија со химната на музеот. Не оставив прашината да ги покрие сеќавањата. Го бележев достојно времето како што доликува на вистината. И по мене нема да се забележи дека корените на големиот македонски библиски народ се оштетени. Етносот и понатака ќе теше ни жилите на вечната мудрост. Благодарам. Ви благодарам јас и да ги повикаме сите љубители на убавата уметност до 15 декември да присуствуваат и да дојдат овде да ја посетат оваа навистина уникатна изложба Рацете на традицијата.